Драги слушателки, добре дојдевте на аудиопрограмата Скапоцена и сакана, која е во организација на Жени со надеж. Моето име е Аида и преку ова програма заедно ќе поминеме време разговарајќи за нештата кои се однесуваат на нас жените. Ќе ги споделиме нашите радости и разочарувања, предизвици и победи. И најважно од се, во секоја епизода ќе се потсетиме на вредноста која ја имаме ние жените и колку сме скапоцени и сакани во Божите очи. Леле, преку глава ми од тоа по цел ден да чистам и да им готвам на децата. Зарем не може и маш ми малку да ми помогне? Многу добро знам како се чувствуваш. И јас се чувствувам како да сум единствената личност во нашето семејство што се грижи за домот. Тоа не е фер. Двајцата работиме со полно работно време и затоа двајцата треба да се грижиме за децата и домот. Се чувствувам како постојано да правам нешто и да немам време за одмор. Така е. Изгледа дека немаме време за самите себе си. Се согласувам. Не се сеќавам кога последен пат сум одморела. Најлошо е во тоа што мојот сопруг излегува да се види со пријателите, а јас сум дома по цел ден. Ова ситуација станува неподнеслива. Драга пријателки, дали забележа што се случува во разговорот помеѓу двете жени кои го слушнавме пред малку? Да, во право си. Тие се жалеа за нивниот живот и за сите одговорности кои ги имат. Во претходната епизода на Скапоцена и сакана размислувавме за негативните ефекти од неугодувањето врз нашите животи. Неугодувањето е навика која има токсично влијание врз нашето емотивно, духовно и физичко здравје. А денес ќе продолжиме да размислуваме на ова тема, но повеќе ќе се насочиме кон благодарноста и како може да ги препознаеме благословите кои Бог ни ги дава. Дали знаеш дека благодарноста се поврзува со неколку здравствени придобивки, како на пример подобрено ментално здравје, подобрено физичко здравје, па дури и подобрени меѓусебни односи. Благодарноста исто така може позитивно да влијае на самодовербата и да ни помогне да развиваме позитивен поглед кон животот, а со тој да се ослободиме од стресот, анксиозноста и депресијата. Дали си подготвена заедно да истражуваме благодарноста како тема да почнеме да ја практикуваме и да ја доживуваме Божјата радост? Ајде да почнеме. Come before you today. There's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name and thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Well, I just want to thank you, Lord. Thank you,
in my life. You took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. Yes, you did. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name and thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Еден мудар човек познава луѓе кои секој ден се жалеле за истите проблеми што ги имале во животот. Еден ден, наместо да ги слуша нивните поплаки, тој им кажал виц, и тие сладко се насмеале. Потоа повторно им го кажал вицот, но само дел од нив се насмеале. Им го кажал вицот и трет пат, и никој од нив не се насмел. Тој заклучил, велејќи гледате, никој од вас не сака да се смее на истиот виц, повеќе од еднаш. Тогаш, зошто постојано ги споменувате истите проблеми и секој ден се жалите за нив? Зарем не ви се досади од тоа? Драга сестро, ако постојано се жалиме за нашите проблеми, никогаш нема да се помрднеме од мртвата точка. Наместо тоа треба да бараме решение и да се менуваме. И посакуваме добре дојде на Сара во програмата Скапоцена и сакана. Таа е стручен професионален советник и психолог. И денес со неа ќе продолжиме да размислуваме за благодарноста и за практичните начини со кои ќе можеме да почнеме да ја практикуваме. Ти благодарам и да што ми ја даде ова прекрасна можност заедно да разговараме за овие теми и да им помогнеме на нашите слушателки да пораснаат во практикувањето на благодарност. Прво, мораме да разбереме дека секогаш кога негодуваме и се жалиме, тоа го правиме на своја штета. Затоа, побарајте од Бог да ви прости за тоа што не сте ги препознале сите благослови кои Тој ви ги дал и што не сте му благодариле за истите. Дозволете му на Бог да ве промени вам и начинот на кој ги гледате нештата. Кога Бог ќе дојде во твојот живот, Тој ти дава нови очи за поинаку да ги гледаш нештата околу себе. Кога ќе го направиш тој чекор, тогаш ќе бидеш подготвена за следните чекори. Најважниот збор во денешната епизода е зборот благодарност. Замени го негодувањето со благодарност и тогаш ќе знаеш што значи да се има среќа, радост и да се живее во благосостојба. Благодарност е навика која секојдневно можеме да ја практикуваме. Можеш да започнеш да благодариш за малите нешта, како утринско кафе, сонцето кое изгрева, семејството и слично. Ми се допаѓа цитатот кој вели: уживај во малите нешта во животот, бидејќи еден ден ќе сватиш дека тие се големи нешта. Морам секојдневно да се потсетувам да бидеме благодарни. Без разлика на тоа како се чувствуваме, имаме причини да благодариме и затоа треба да почнеме да го правиме тоа. Второ, фокусирај се на Бог, не на твоите околности. Тој е секогаш тука за тебе
и ја има контролата врз твојот живот. Кога негодуваш, ти покажуваш дека немаш доволно вера во Бог. Не заборавај дека Божите планови и цели се подобри од твоите проблеми. Ми се допаѓа библискиот стих кој се наоѓа во посланието до Римјаните, глава 8, стих 28, каде се вели: А знаеме дека се содействува кон добро за оние кои го сакаат Бог и се повикани според Неговата волја. Затоа сакај го Бог и не го тргај својот поглед од Него. Читај го Божиот збор, особено книгата Псалми, кој се наоѓа во Стариот Завет. Додека ги читаш псалмите, размислувај за благословите кои Бог ти ги дал и за моментите кога Тој интервенирал во конкретни ситуации во твојот живот. Научи се во текот на денот често да му благодариш за најобичните нешта кои некогаш ги земаш здраво за готово. Трето, биде дел од решението, а не од проблемот. Кога имаш проблем и постојано се жалиш за него, ти всушност непотребно го величиш проблемот и стануваш дел од него. Наместо тоа, обиди се да најдеш решението и да бидеш дел од решението. Побари од Бог да ти ги отвори очите, за да видиш кое е решението, без разлика дали сама ќе го имплементираш или со помош од другите. Ако тргнеш со ваков став во животот, ќе бидеш посрекна и луѓето околу тебе ќе бидеат посрекни. Четврто, размислувај позитивно. Се што зборуваме и правиме започнува во нашиот ум, а тоа е случајот и со неогодувањето. Вистина е дека во светот има многу нешта кои не се како што треба да бидат, но не значи дека треба да мислиме само на нив и да ги занемаруваме убавите нешта. Никогаш немој да ги забораваш благословите кои ти се дадени и да ги споделиш истите со другите луѓе. Петто, зборувај позитивни нешта. Кога повторуваме една идеја повеќе пати, ние всушност почнуваме да веруваме во неа. Затоа да бидеме внимателни во однос на тоа што го зборуваме и постојано да се потсетуваме да зборуваме добри, а не зли нешта за себе. Истото се однесува и за другите луѓе. Наместо да ги критикуваш, благодари им и дај им комплименти. Прегрни ги и обрни им внимание. Обиди се да им кажеш нешто добро што ќе ги охрабри и подигне во духот. Исто како што негодувањето може да прерасне во навика, така и благодарноста и охрабрувањето може да прераснат во навика. Колку е убаво времето денес. Ветерот е навистина пријатен. Изгледаш навистина прекрасно денес. Имаш прекрасна насмевка. Ми се допаѓа твојот стил и слично. Се изјави кои можеат да влијаат на расположението на другите. Во посланието до Ефесијаните, глава 4, стих 29 пишува: Никаков гнасен збор да не излегува од устата ваша, туку само добар за надградување каде што треба, за да им даде благодат на оние што слушаат. Шесто, почни да пишуваш дневник на благодарноста. Обиди се секој ден да напишеш по 3 нешта за кои си благодарна. Јас го правам ова и многу ми помага. Кога и да се чувствувам лошо, се обидувам да се потсетам, да го отворам дневникот, за да напишам нешто за кое сум благодарна и моето расположение веднаш се менува. Обиди се да го правиш ова секој ден и твојот ум ќе почне да ги препознава благословите кои ги имаш. Седмо, волонтирај и помагај им на оние кои се во потреба. Излези од својата удобна зона и почни да посетуваш луѓе кои живеат во дом за стари лица, кои лежат во болница. Сготви нешто вкусно за некоја самохрална мајка. Овие дела ќе те научат како да бидеш благодарна во тешки времиња. Кога ќе ги видиш проблемите и болките на другите луѓе, ќе бидеш благодарна за својата животна ситуација. Осмо, почни да користиш молитвен дневник. Одговорните молитви имаат голема сила.
Некогаш кога бараме нешто од Бог, ние сме толку фокусирани на сегашната потреба што забораваме на сите одговорени молитви од минатото. Затоа е потребно да имаме молитвен дневник. Почни да ги запишува сите одговори на молитвите и ќе имаш на што да се навратиш тогаш кога се бориш со негодувањето или ти е тешко да бидеш благодарна. Ти благодарам, Сара, што ни даде практични совети за тоа како да можеме редовно да практикуваме благодарност во животот. While the world looks upon me as I struggle along, they say I have nothing, but they are so wrong. In my heart, I'm rejoicing how I wish they could see. Thank you, Lord, for your blessings on me. 'Cause there's a roof up above me, I've a good place to sleep. There's food on my table and shoes on my feet. You gave me your love, Lord, and a fine family. Thank you, Lord, for your blessings on me. I know I'm not wealthy, and these clothes, they're not new, and I don't have much money, but Lord, I have you, and that's all that matters, though the world may not see. Thank you, Lord, for your blessings on me. There's a roof up above me, I've a good place to sleep. There's food on my table and shoes on my feet. You gave me your love, Lord, and a fine family. Thank you, Lord, for your blessings on me. Добре дојде назад, драга пријателки. Сакам со тебе да споделам едно истражување направено од страна на Харвард универзитетот кој се наоѓа во Соединетите Американски држави. Истражувањето се однесува на врската помеѓу благодарноста и среќата. Двајца психолози ги прашале учениците да пишуваат по неколку реченици неделно на две различни теми. Првата група требала да пишува за што се благодарни во текот на една недела. Втората група требала да пишува што ги нервира во текот на една недела, а третата група да пишува за настаните и случките кои имат влијание на расположението, но да не пишуваат дали тоа влијание било позитивно или негативно. По 10 недели, оние кои пишувале за благодарноста се чувствувале пооптимистични и подобро во споредба со претходното. Интересно е тоа што тие луѓе и помалку оделе на доктор во споредба со оние кои пишувале за нервозата. Гледате, тоа е силата на искрената благодарност во животот на поединецот. Здраво, драга пријателке, моето име е Аиша и би сакала со тебе да споделам како Бог ми помогна да ја претворам мојата болка во благодарност. Мојот постар брат почина бидејќи имаше редок вид на рак. Почина многу млад и тоа ме погоди многу тешко. Едно од нештата на кои најмногу се восхитував кај него беше тоа што дури и во болката тој научи како да практикува благодарност. Патлем, тука не зборуваме само за физичката болка, предизвикана од ракот, туку и психичката болка низ која минуваше, бидејќи знаеше дека нема да преживе.
Навистина му беше тешко да се збогува со луѓето кои ги сакаше, со сите соништа и планови за иднината кои со години ги имаше. Но и покрај се, тој ми покажа дека во секоја ситуација имаме причина да бидеме благодарни. Во првото послание до христијаните во Солун глава 5 стих 16 апостолот Павле вели: бидете благодарни во се. Ова звучи како нелогичен совет, зарем не? Кога се соочуваме со некоја тешка ситуација, ние сакаме таа да се промени, болните да оздрават, финансиските проблеми да се решат и слично, но мораме да разбереме дека Бог не бара од нас да бидеме благодарни зашто ни се случуваат нешто ужасно во животот, туку и покрај тоа што ни се случува да бидеме благодарни. Правејќи го тоа, јас го искусив Божиот мир по смртта на мојот брат. Сакам да те потсетам да не ги земаш здраво за готово дури и најмалите благослови кои Бог ти ги праќа во секојдневието. Ако си заглавена во сообраќаен метеж, биди благодарна што имаш возило. Ако твојот сопруг работи до доцна, биди благодарна што имаш некој кој се грижи за семејството толку на таков начин. Ако не ти се допаѓа работата која имаш, биди благодарна што не си невработен. Мојот брат велеше, во секоја ситуација, дури и во оние најобичните, имаме нешто за кое треба да бидеме благодарни. Иако се уште ми недостасува мојот брат, сепак во Божја помош успеав болката да ја претворам во благодарност. Благодарна сум за тоа што можев да го имам како брат и повеќе се фокусирам на времето што го минавме заедно, отколку на времето во кое го нема помеѓу нас. Благодарна сум што ме научи на значењето и важноста на благодарноста. Сакам да те охрабрам да одлучиш да бидеш благодарна и да практикуваш благодарноста, без разлика во какви животни околности се наоѓаш во моментот. All my words fall short. I got nothing new. How could I express all my gratitude? I could sing these songs as I often do, but every song must end, and you never do. So I throw up my hands and praise you again and again, 'cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for a king except for a heart singing hallelujah, hallelujah. Поем. Срцето ми е полно со благодарност, бидејќи сум многу благословена поради убавината на природата и радоста на успехот. Благодарна сум за семејството, за добрината на пријателите, за љубовта на Бог, која никогаш не престанува, за смејата и насмевките, кои се присутни секој ден, за мирот кој го имам, кога клечам и се молам. Срцето ми е полно со благодарност за животот кој ми е даден, за Божјата благодат и милост и за тоа што гревот ми е простен. I've got one response. I've got just one move. With my arms stretched wide, I will worship you. So I throw up my hands and praise you again and again, 'cause all that I have is a heart. I've
singing hallelujah, hallelujah. Добре дојде назад во програмата Скапоцена и сакана. Дали знаеш дека благодарноста е патот кон Божиот мир? Има многу жени на кои им недостига мир во животот, а некогаш и јас сум една од нив. Може би тагуваш поради некаква загуба во животот и поради тоа се чувствуваш огорчена. Може би имаш некоја ситуација во семејството која сакаш да ја решиш, ама не е твоја контрола или не знаеш како. Може би причината за твојата тага е твојот брак кој се распаѓа, или болеста на едно од твоите деца. Може би самата ти имаш здравствени проблеми, или пак месечните финансиски примања не ти се доволни за се што ти треба во животот. Бог ни вели дека треба да се молиме за ваквите животни околности, но не треба само да се молиме. Во посланието до Филипјаните глава 4 стихови 6 и 7 апостолот Павле пишува: не грижете се за ништо, туку во се преку молитва и молба со благодарност изнесувајте ги пред Бог своите барања и мирот Божи кој ги надвишува секој ум ќе ги запази вашите срца и вашите мисли во Христос Исус. Со други зборови, секогаш кога се молиме и благодариме, можеме да го очекуваме Божиот мир кој ги чува нашите срца и умови. Молитва плюс благодарност е еднакво на мир. Кога ќе ги комбинираме молитвата и благодарноста, ќе почнеме да ги искусуваме Божјата милост и благодат, дури и во време на невоља, кога му благодариме неговиот мир кој го надминува секој разбирање ќе биде со нас. Драга пријателке, дали се соочува со проблеми во животот и копнееш по мир, а сепак го немаш? Сакам да знаеш дека Божиот мир ти е достапен и до него можеш да стигнеш преку благодарноста. Во Евангелието според Матеј глава 7 стих 7, Господ Исус вели: молете се и ќе добиете, барајте ќе ви се даде, чукајте и вратата ќе ви биде отворена. Побарај го од Бог мирот кој ти треба и тој ќе ти го даде. Oh, come on, my soul. Oh, don't you get shy on me. Lift up your song. 'Cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Come on, my soul. Oh, don't you get shy on me. Lift up your song. 'Cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Небесен татко, доаѓам понизно пред тебе денес и те молам да ми помогнеш да бидам благодарна во секоја животна ситуација. Помогни ми да ги препознам сите благослови кои ми ги даваш и да го ценам тоа што ме сакаш и се грижи за мене. Ти благодарам за крстот на Исус Христос, за неговата љубов и милост кој се насочи кон мене. Ти благодарам и за твојата благодат и простување. Помогни ми да сватам дека мојот живот е подарок од тебе и дека не треба да го земам здраво за готово. Помогни ми да ги ползувам сите благослови на твојата слава. Подсети ме да ја искажам својата благодарност и кон луѓето кои ми помагаат и ме благословуваат. Во твоето име се молам. Амин.
Драга пријателке, тука ќе завршиме денешната програма. Се молам Бог да те охрабри од тоа што го слушна денес и да му дозволиш да влезе во твојот живот и тој да те раководи. Сите ние сме грешни и заслужуваме смрт, но Исус умре на крстот за нас, за да ја плати цената на нашиот грев. Те охрабрувам да ја прифатиш неговата љубов и неговото дело. Тој ќе ти го промени животот. До следната наша епизода, не заборавај дека во очите на Господ Бог ти си скапоцена и сакана. Ако имаш какви било прашања или сакаш да ја споделиш твојата приказна со нас, или имаш потреба од молитва, биди слободна да не контактираш на адресата Жени со надеж.